Дали овие слики ќе остават вечна трага во психиката на присутните? Дали ова беше државен удар и своевиден обид за прогласување на воредна состојба? Разговарам со моите денешни гости, мојата колешка новинарка Искра Опеческа, присутна вечерта во собранието на 27 април минатата година, службено да известува за изборот на новиот председател на собранието, и професорот Владимир Пивоваров, експерт за безбедност. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Еден ТВ. Добар ден, ако може така да се нарече овој ден, но во секој случај поздрав до гледачите на. Искра, првото прашање е логично е, бидејќи го преживеа се она што го видовме во прилогот на колегата Баневски. Дали се уште носиш трауми една година по 27 април 2017? Па еве, кога се договаравме како за гостување во вашата емисија, дури јас и бев заборавила дека се наближува 27 април, меѓутоа еве токму сега кога стигнавме во тука во студиото, токму професорот Пивоваров ме потсети што всушност веднаш непосредно кога успеав да се спасам некако, како истрчав во телевизијата во која што тогаш работев и веднаш влегов во студио при крај на емисијата што ја водеше мојата колешка, за да известам пред се ми бе на ум колегите, бидејќи беа млади луѓе колегите, за да ги известам семејствата, бидејќи знам дека ги ја гледат емисијата, дека сепак сме живи и здрави, тоа е најбитно. Меѓутоа, јас сосема заборавив на тој момент еве една година подоцна пак сме заедно во студио со професорот. Да, и професорот го сподели моментот, беше сведок. Да, беше гостин и точно знае, дури сега кога ми опишуваше, јас веројатно тоа сум го постиснала длабоко во себе, бидејќи не кем да се сеќавам на тие стравични, слободно можам да речам стравични. Се плашите ли за својот живот во тие моменти? Апсолутно. Може ли да раскажете во кратки црти, да речеме, бидејќи имавте и повреди телесни, што конкретно се случуваше и во каква ситуација бевте, како бевте загрозени? Еве, сега ќе ви кажам. Во еден момент знам само дека бев скроз во десниот агол од прес центарот и кога почна да влегува толпата? Да, кога толпата влезе, да, се разделивме, бев мислам со господин Максим Димитриевски, најнаш се разделивме некако во таа толпа, кој знае како се случи, и знам дека прво што добив удар од сталак од камера. Но бидејќи како новинар цел живот... Каде, по телото? Да, тука го наградите, однапред. И бидејќи цел живот сум новинар претежно во телевизија и некако не ми се виде многу страшно, бидејќи цел живот носиме сталаци, знаете, ајде реков во ред. Меѓутоа, после добив сталак тука на левото рамо и на крај кога го добив столот во глава и кога успеав некако да се свртам, веројатно инстинктивно, кога паднав на земја, тогаш веќе видов дека не е работата толку најдобра. Колку време траеше таа голгота, кој ве извлече, како се спасивте, како излеговте? Сигурно траеше повеќе од 1 час, бидејќи кога се излеков на тој начин што кога јас веќе паднав, го препознав пратеникот Јован Митревски, бидејќи од Струга па на Струшки, знаете, директ, и веднаш препознав дека некој ми довикува и ми ја пушта раката, буквално вака беше, ми ја пушти раката и ме крена некако, не знам како, и се доближив до зидот и некако полека, покрај зид, со ползење, јас успеав да стигнам до вратата на излез од пресцентарот. И само што мислив дека ете конечно дај луѓе да одам во другите простори, да барам чаре, колеги, да успеам да се извлечам, додам во мојата телевизија, почувствував на грбот нога во ходникот пред пресцентарот. Успеав да ја подигнам главата и видов 5-6 момчиња млади со фантомки на глава, од кај познав дека се млади, бидејќи по говорот, по гласот и по физичката конституција, и само ми многу агресивно, невоспитано, безобразно, употребувајќи многу неприлични зборови, ме прашува што бараш ти овде и зошто си тука, и ја ги прашав само што барате вие тука, јас сум на своето работно место. И едниот веројатно се сетил детето, не знам како веќе било, рече ајде пуштете таа новинарка, и едниот тој што ме држеше со ногата тука на грбот што ми имаше ставено ме шутна и јас така некако излетав низ вратата од ходникот во пресцентарот и веќе успеав некако, бидејќи го знам собранието, значи долго време известувам од таму и знам од прилика кај треба додам, кај да се движам, и успеав да стигнам до амбулантата се една година потоа ќе можам да кажам каде прво се засупнав. Кога ги гледавте околу себе тие раскрвавени глави, што прво ви паѓаше на памет? Прво што ми паѓаше на памет е да барам чаре.
значи прво што ќе ви падне на памет е природно да се симнете долу во амбуланта, бидејќи во собранието секогаш има дежурен доктор, нели? И да барем да кажам, не знам кој има долу, што има, како има, дали има некој, да барам чаре, јас со себе немав телефон, тоа беше исто голем проблем, телефонот беше испразнат и се обидував да не дам било кој човек што има телефон, прво да викнеме, не знам надвор што се случува, дали може да викнеме брза помош или не, да се јавам прво во редакција кај моите претпоставени, да се јавам дома кај моите да им кажам дека сум жива и да барам чаре за луѓето. Дали брза помош ќе биде, дали полиција, дали да прашам што се случува, дали може некој доктор да влезе, но ви велам, бидејќи знаев дека долу во собрание е дежурниот доктор, има и медицински сестри, прво што ми текне да се упатам долу во амбулантата и успев некако да стигнам, цела среќа. Така, професоре, дали овој упат во собранието може да се квалификува како државен удар? Значи, секоја квалификација мора да ја подкрепиме со аргументи и докази. Вие во самиот старт кажавте обид за прогласување вонредна состојба, тоа е една од можните тези за се она што се случуваше. Генерално ние ова година јавноста, имајќи во предвид информации кои доаѓа преку вас медиумите, можевме да заклучиме дека имате една мала слика за сето она што се случуваше. Кога би направиле една поголема анализа и ја добиеме големата слика, значи дури тогаш со голем степен на веројатност може да зборуваме што вистински беше позадината и кој е нарачателот. Значи овдека уште у таа емисија кога гостував кај колешката ваша, значи кажав дека мора нарачателот да биде откриен, соодветно законски како казнет. Како тоа дека извршителите се познати, нарачителите уште нешто? Па, мислам дека цело време јавноста оваа година дена се занимава со извршителите. Секако дека истрагата која е водена треба да не донесе до тој степен да ја направи линкот, да го направи линкот помеѓу извршителите и нарачителите. Значи, секое кривично дело, случувајќи го и ова тешко кривично дело, има своја подготвителна етапа, под антеделиктум, потоа моментот на извршување и постделиктум етапата на прикривање на докази. Овдека ги имавме сите можни основни елементи научни за едно кривично дело. Значи, ако погледнете малку подалеку, подлабоко, зборувавме, нели, претходно со вашата колешка Дувњак за златната команда, за сребрена, за бронзена команда. Да, ќе прокоментираме. Во актите во МВР ќе погледнете дека министерката Јанкуловска дури 2013 носи упатство за оваа проблематика, процедурите да ги регулира. Меѓутоа, неколку дена пред да влезе министерот Спасовски во МВР со првата техничка влада, како технички министер, 21.10.2015, тогашниот министер Шавков, златната команда од министерското ниво ја префрла на директорско ниво. Значи, ова е многу време пред да се случи она што ни се случи. Ако зборуваме за некоја генеза на овие настани во Македонија, најголемата грешка беше кога меѓународната заедница насилието не го препозна за декемвриските настани во собранието кога се гласаше буџетот. Значи, уште тогаш, нели, на крај заврши со една тоалетна хартија, уште тогаш експертите предупредуваат дека во идна може да се случат многу пострашни работи затоа што никој не одговараше за таквите насилија и токму тоа се случи. И затоа велам, денеска мора истрагата да докаже кој е нарачателот, за да не би утре или прекутре се дрзне некој исто вака да направи вакво злостор. Велам, зошто злостор? Не зборуваме само за личниот интегритет на луѓето кои таму беа загрозени, врз кои имаше обиди за убиство. Затоа што грдата слика е пративме кон целиот свет. Значи, ако некојаш за нешто не зборуваат странциве по таа грда слика. До кога Македонија со вакви работи? Значи, веќе е време ваквите работи да се анулираат и да се зборува за некои добри работи и светот да не препознава по добрите работи, како што гледаме деновиве сигналите кои доаѓаат од страна на Ја спомнавте златната команда, таа тогаш беше во раците на директорот на Бирото за јавна безбедност. Да, точно. Господинот Митко Чавков. Така. Кој што беше, според тогашниот министер за финансии, бил 3 часа недостапен на телефонот. Мислите министер за внатрешни работи, така? За внатрешни, да. Кажете за финансии, се извинувам. За внатрешни, секако. Полицијата исто реагира 3 часа подоцна по упадот во доцните вечерни часови. Како тоа ќе го претолкувате?
некоординација, практично избегнување на воспоставување на комуникација помеѓу надлежни. Оној 10-годишен период на создавање на партиска војска, на послушници, доведе да во таа ситуација тие кои биле задолжени за обезбедување на парламентот не постапиле согласно законските одредби, туку постапувале. Предпоставам истрагата сигурно ќе работи на тоа да докаже дека некој ги инструирал да не превземаат никакви действија во врска со она што се случува. Значи, и техничкиот аспект на обезбедување на собранието укажува дека со малобројна човечка сила ќе можеше да не дојде до вакви немили настани. Значи, тука се безбедносните врати пред се, вратите во ходниците, значи тоа се безбедносни процедури. Меѓутоа, толку добро беше се организирано. Зошто ги спомнам институциите? Замислете, ви имате, ако направите една анализа поширок, имате припадници на Агенција за разузнавање, присутни на место на настана. Па ве молам, врз основа на кој закон се тие тука присутни? Нивната функционалност исклучиво прибирање информации надвор од територија на Република Македонија. Приказки за мали деца беа од тогашниот директор оправдувањата зошто неговите луѓе се наоѓале таму. А кои беа тоа неговите луѓе? Токму оние лица за кои претходно беа во бомбите објавувани. Значи, се гледаше криминалот кој го вршеле претходно, значи тие криминализирани лица беа во собранието. Имавте представници на армијата натре во собранието. Никој не праша што е надвор од собранието било со армијата, денови пред да се случи тоа. Затоа велам истрагата мора да иде многу пошироко. Кој според вас има најголемата одговорност за тоа што се случи? Секако дека јавната безбедноста на граѓаните е по дефолт одговорност на полицијата, односно на Дирекцијата за јавна безбедност Примавара. Значи, во таква ситуација, тој ден, знам сигурно дека имаше 2 настани од висок ризик спортски утакмици, меѓутоа, во тоа време од авион се гледаше, прашање беше која секунда ќе се случи овој настан. Зошто? Јавните повици на сите собери на движењата овие патриотски што беа по Македонија гласеа со еден тон дека ќе бидат нападнати пратениците, ќе бидат нападнати тие кои ќе се дрзнат да прогласат влада, да прогласат председател на собрание. Значи, уште од тие собери нивни доаѓаат таквите закани. Колку тоа подгревање на атмосферата, значи правење на терен и упадот во собранието нормално, значеше подготвување на терен за прогласување на воредна состојба со цел тогашната власт на ВМРО-ДПМН да остане се уште на власт. Ајде да одиме редоследно. Значи, за да прогласите една воредна состојба, секако дека треба, вие секојаш доаѓате од крајот кон почетокот, да одиме од почетокот. Значи, ако се направи една анализа во редовите на армијата во тој период, значи, куз временски период пред тоа сите БТРи, Штип, Куманово, Скопје, Кичево, беа ставени, имаше и дефектни и секакви, значи беа ставени во функција. Списокот на дежурните лица по касарните, значи ако немате некоја предпоставка дека нешто ќе се случува, зошто ви правеле дежурства, така? Тоа чини пари пред се, значи имате некоја безбедносна закана. Списоците кои се правени претежно беа од заслужни лица кои се примени, да кажеме, од тие луѓе кои требаше да им излезат команда да излезат на улица. Значи сето тоа беше многу добро подготвувано. Зборам оно што се случувало претходно во касарните. Значи од јавноста дознавме од информациите дека во генералштабот се наоѓале генералите. Се собрале генералите. Никој не ја утврди таа улога во генералштабот што се случувале, зошто биле во тој временски период, кој ги повикал, значи дали имал некоја комуникација, каква комуникација. Еден од виновниците по моје видување кој можеше да ја смири ситуација беше председателот на државата. Тој постфестум излезе после се што се случи. Добро што заврши без мртви луѓе во собранието. Значи тој после тоа повика на единство, на мир, на соживот и така натаму. А тој велеше дека ги имам сите информации за се што се случува во државата. И тоа е добро да ги има председател на државата такви информации. Зошто не излезе во 18 часот? Значи мислам дека со негов говор повикување на мир, на соживот, немаше дојде до тоа. А од друга страна, вие имате извршители кои дојде од сите краишта на Македонија. Тие не случајно дојде во тој момент. Значи сите беа повикани, значи сите беа подготвени. Значи имаше сценарија повеќе и сега што гледаме од истрагата, метата за премиерот Заев не била видлива за тој да пука. Значи толку малку фалело
да дојде до она што тие го посакувале. Дека практично Односно тие биле диригирани тоа да го направат. Дека практично било реализирано целосно сценарио стои во обвинението. Јас сакав само да ја прокоментираме улогата на председателот практично во таа вечер на 27 април 2017 година. Значи тој и неговата вечер, условно речено вина. У таа вечер знам дека бе во студио ТВ21 кога прекина емисијата за да го чуеме, нели, говорот на председателот. Тоа беше некаде 20-30 часот. Се сеќам и коментиравме тогаш и сега кажувам. Настапи како потпарол на една политичка партија. Не како државник, не како председател на држава. Значи, се тоа можеше да биде спречено, доколку имаше желба и волја кај него. А ако ја погледнеме генезата на се ова што се случува, значи, може слободно да кажеме дека уште во она тврдоглавоста за одбивање на давање на мандат на тогашниот председател на опозицијата Зоран Заев за да формира влада, нели? Беше одуговлекувано. Се бара законски видување, каде никаде во уставот не е дозволено председател држава од мандатарот да му постава услови. Ќе ти го дадам мандатот, ама ако сториш ова и ова, али ја ценам дека ова не треба. И дали Иванов беше еден од актерите во тоа сценарио 27 април 2017? Значи, ако направиме активни и пасивни актери во ова сценарио, значи, секако дека многу добро треба да се изражи дали беше у активните или у пасивните. Се прикажуваше дека е во пасивните, меѓутоа мислам дека многу ќе значеше она што го кажав и предмалку, ако сакаше да не дојде до вакви крвави немили настани, до ваква грда слика, можеше да го направи тоа многу порано. Пошто за сето ова, само мислам дека врапците не знаеа дека ќе се случи. Кога зборуваме за институции, значи, замислете го периодот во бомбите, слушаме дека со години граѓани, новинари, безпотребно биле следни, без никаква, ова, како се вика, наредба од обвинителство. Во оваа ситуација, барем до сега не видовме никаде, во ниедна информација, ни од судството, ни од вас новинарите, да има некој доказ дека таа вечер за вакви настани не било употребувана ПИМ мерката, значи следење на комуникација или било која друга ПИМ мерка што е дозволена со законот. Што значи целосно на располагање биле ставани цели служби, цели институции и она што го вие кажавте предмалку како аргумент 37 лица поднесени кривични пријави. Значи истрагата сепак треба да ја докаже нивната вина, нели судот да донесе пресуда, може би има невини, значи презумпција на невиност да ја почитуваме. Меѓутоа мислам дека соучесници, сопомагачи, овдека имаше многу голем број. Па дури на крај ве молам, имавме и присуство на странски служби во парламентот со приказни дека тие дошле да гледат дали има навивачи на Звезда и Партизан. Мислам стварно несериозна работа. А ако тој бил таму, УБК што работело? Значи УБК е надлежно за, нели, странскиве представници. Во времето кога јавен обвинител беше Марко Зврлевски, ова дело беше именувано како учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење на службена должност. Да, така е и уште тогаш реагирав. Дали беше ова обид да се релативизира она што се случи вечерта практично? Апсолутно да, и тогаш кажав учество во толпа и ако да кажеме се собереме после фудбалски надпревар и го пцуеме судијата, нели, изреволтира неговото судење. Значи, токму тоа е ревитализирање на состојбата, односно ако моје видување, ако Зврлевски ја водеше ова истрага, мислам 101 година немаше да заврши ова истрага. Уште од стартот се виде дека нема желба и расположение. Сето она што се превзеде после смената на обвинителството, барем таков печаток доби јавноста од оние информации до кои јавно сме достапни, нели, кои може да ги слушнеме и да ги видиме. Во тоа време секогаш беше истрагата е во тек, до кога истрагата ќе биде во тек? И сега практично делово се води како обид за тероризам и загрозување на уставниот поредок, покренато обвинение против 30 лица. Искра, дали вие бевте повика обвинителството како сведок на настаните на 27 април? Конкретно за мене не. Јас бев повикана од надлежен обвинител за случајот со пратеникот Зијадин Села. Го дадов својот исказ таму
Практично за оно што се случуваше вечерта, сепак сте го кажале своето. Да, апсолутно, да, тоа сакав да кажам, кога бев повикана, бидејќи тој обвинител си беше надлежен се уште само за тој случај, но кога ви спрашува, знаете, тука треба сите аспекти да се опфатат, меѓу другото, бев прашана што барав таму, зошто, како, па како се изле, кога нели одговарате на прашање и потоа за да склопи целата слика надлежниот обвинител што ме прашуваше мене како сведок на тие настани, ја кажав и за мојот случај, односно на прашање на обвинител. Се што ме праша, одговорив, тоа е. Кој момент беше најризичен за вас таа вечер? Кога како така успеав да се извлечам од прес-центарот во ходникот, бидејќи до тогаш додека бевме во прес-центарот, знаете, има многу луѓе, околу мене беа сите мажи. Ви кажав, од една страна беше пратеникот Митрески, пред мене беше господинот Хари Локвенец, чинам тој се обиди да ме заштити со знаме, со тие знамињата голем како скат јарболи или огромно знаме, па го рашири за да ме скрие. Па кога стигнав до вратата некако ползејки, кога успеав некако да станам, знам, се сеќавам дека пред мене беше господинот Живата Деви, па успеав некако да се фатам за неговото сако и да ми помогна да станам, па ми рече, ајде Искра, излегувај, тука излегувај. И знаете, пак се чувствате посигурни. А меѓутоа кога излегов надвор, кога почувствав таа нога за која што ви кажував на мојот грб, дури тогаш реков, веројатно овде е крај, бидејќи по другата страна каде што се наоѓа бифето во кое што престојуваат новинарите обично, се слушаја врисоци. Не знам што се случува, не можам да отидам таму бидејќи имаше луѓе со фантомки, со качулки, вакви, такви кои не ни дозволува ниту да се приближиме тука. Тогаш стварно помислив дека можеби е крај со мене, можеби, ама ви кажав, кога ме шутна и баш ме шутна на кај вратата и вака буквално со ползење по скаличките, успеав некако да стигнам до и одењето од тука до амбуланта, бидејќи амбулантата е скроз најдолу. Како се однесува претениците на ВМРО ДПМН тогаш, бидејќи дел од нив се опфатени со овој обвинителен акт, затоа ќе прокоментираме подоцна и начинот на нивното преведување и притворите за нив. Ме интересира, значи, вечерта. Како се однесува? Сака да ви помогнат, сака да излезат во пресвет, сака да ве спасат или се држаа настрана од толпата? Вака да ви кажам, соработуваа со вас или соработуваа со луѓето во фантомки? Јас она што го видов, кога прво го видов само пратеникот Ѓорчев, Владко Ѓорчев. Подоцна кога успеав, она што ви реков најмногу кога се плашев, кога останав сама и кога од прес-центарот одев на кај амбулантата, тоа се 3 спрата, па имате ходници, па имате некои таму тајни ходничиња, кога одев сама, тогаш не забележав никој од пратениците што нешто би направил, а да добиев чувство, впечаток или па да можам со сигурност да сведочам дека сакаат да направат, сега, дај да ги дотолчиме. Не. Јас тоа што го видов и каков е мојот впечаток. А се обидува да ви помогнат вам? Настрана од луѓето, настрана, во тој момент кога јас се извлекував и немаше никој од пратениците на ВМРО кои што би помогнале, барем ја не ги видов. Тие беа во пленарната, во салата за пленарни седници, беше премногу гужва, можеби некој да сакал да излезе или да не излезе, беше невозможно. Беше премногу гужва, ајде да не речем како на стадион, кога излегувате и влегувате на стадион, стадионот полн. Ете, од прилика така би можела да опишам и да сака некој да ви излезе во пресред, не може, треба да прелета. Но, ете, подобро, знаете, волкот сам си ги брка работите, подобро така сам човек да се... На снимките кои што подоцна излегува во јавноста се гледа, нели, претеници кои што практично ги отворија вратите и дозволија толпата да влезе внатре во собранието. Тие се офатени во овој обвинителен акт, дел од нив се и во притвор. Имаше многу дилеми околу начинот на нивното приведување и одредување мерка притвор. Јас би сакал тука професорот да искоментира дали беа законски лишени условно речено слобода? Значи, прво би сакал она вие што го кажавте дека вратите се отворени од пратениците. Значи, тоа е главниот моментум. Главниот моментум на се она што потоа се случуваше и што се можело најстрашно да се случи. За среќа не се случи. Значи, секојаш при секое приведување мора да се има план. Таквиот план за приведување треба да опфати соодветна употреба на сила со цел да се совлада отпорот доколку бил пружен од страна лицето кое треба да се приведува.
Значи, приведувањето некако стана топ тема кај нас во Република Македонија, меѓутоа гледам и од светските медиуми кога се работи и за приведување кај нив, и на политичари, и на бизнисмени, и на криминалци, процедурата е таа. Значи, сите во тој момент се осомничени, не велам дека се обвинети, туку осомничени, потоа нели истрагата ќе каже дали ќе дојдат во делот на обвинение или пак ќе се откаже обвинителот од натамошната истрага. Значи, секојаш треба да се води голема грижа и внимание, затоа што таквите чинови сепак се травматични за семејството, за членовите на семејство. Најилустративно тоа новинарите кои беа апсени, нели, го кажуваа што се случувало. Меѓутоа, мислам дека немаме доволно материјали дека тоа што се изнесува во јавноста од лицата кои биле уапсени и политичка конотација која се дава, дали навистина било така. Од друга страна, доколку тие ценат дека била извршена злоупотреба од лицата кои вршиле овие, како се вика, апсење, постојат институции, нели, внатрешна контрола, нели, потоа имаме други вон собраниски институции кои имаат можност да го проверат таквиот начин на апсење и тие се единствено надлежни да ни кажат да, навистина пречекорено е, злоупотребено е, секое сегашно зборување дали за или против на оваа теза би било, мислам, неодговорно. Обвинителството покрена обвинение за 30 лица за едно од најтешките кривични дела во кривичниот законник, тоа е терористичко загрозување на уставниот пореток и безбедноста, за кој што се заканува затвор, е предвидена законска казна од најмалку 10 години. Меѓу нив има и 5 претеници. Дали ви очекувате проширување на истрагата? Ја уште во почетокот кажав дека секоја истрага мора да биде сеопфатна. По мене ова истрага ја дава само малата слика на извршителите, не се тука на рачителите. Значи, многу работи треба да се изанализираат, многу докази да се достават. Мене ми е несвојствено, нејасно како можела тогашната фамозна пета управа, ако работела професионално и честно, во интерес на државата, да не примени никакви мерки и средства. Значи, тие материјални докази денеска би били од круцијално значение кој е нарачателот на ова. Меѓутоа, ја не велам дека нарачателот е, може би е само една фигура, едно лице. Меѓутоа, оние помагачите негови, кои биле во тимот за креирање на ваквиот настан, мислам дека се повеќе. А овие што ги гледаме сега судења, 37 души и така натаму, тоа се само Дали би требало истрагата да се прошири на Георги Иванов, на Никола Груевски, на Емил Димитриевски? Значи, секако доколку има елементи и сознанија дека тие директно или индиректно се вклучени во ваквите страшни дејанија кои се случија во собранието минатава година на овој ден, значи секако против секого. Меѓутоа, секогаш се прашувам зошто не? Еве, зошто не е проширена истрагата кон многу раководители на институции кои знаеа дека нивните вработени, дали се тоа безбедност институции, дали се други државни институции, дека нивните вработени се отидени, па дури некои со службени возила се пренесувани до местото на извршување. Значи, сите очекува нешто страшно дека ќе се случи таа вечер и она што кажа во стартот на емисијава, дека се согласувам со вашата теза дека една од можните опции зошто ова се случи, значи да се предизвикаат меѓу партиски, прво пред се реакции во државава, пресметки меѓу симпатизерите и добро е што таа вечер премиерот Заев каже дека упорно ги одвраќал сите оние кои сакале да дојдат да помогнат во собранието. Потоа меѓуетничка нетрпеливост ке се предизвикаше. Мислам дека само Господ не чуваше таа ноќ денеска да сме повторна држава. Може би, што читав денешни вести, дека некој може би посакуваше и граѓанска војна во Република Македонија. Зошто? За да се прикрие криминалот сторен во некој период, подолг, претходен период, во кој период треба да се заскријат сите дејанија за да не функционира правната држава, односно тие да не се најдат пред лицето на правдата. Меѓутоа, и странциве, и ние гледаме дека полека се вртиме кон вистинскиот пат, дека правдата ќе го погоди секој кој го сторил кривичното дело. А главното прашање вие што го поставивте, дали ова е преоптимална квалификација на ова кривично дело во делот со тероризмот, значи секако дека обвинителството, доколку немало докази,
односно за битието на сторување на ова кривично дело, не би ја дала таа квалификација. А од друга страна, крајно несериозна беше првата класификација учество во толпа, или ајде да измислевме, да кажеме, играње джамли и кривично дело, може би тоа ќе го пишеше претходниот обвинител Зврлевски. Како ќе коментирате поделеноста на јавноста дека едни се дека практично се бранел уставот, другите дека се напаѓал уставот? Значи вака, ако еве ќе појдам од кривично дело тероризам класификација, секаде во светот е предвидено ова кривично дело. Меѓутоа секаде постои двојбено размислување што е тероризам. Значи оној кој ги има инструментите во своите раце го квалификува делото тероризам. Оној другиот вели дека не, тоа се борци за човекови права и слободи. Како и ова ситуација, бранители на уставот и оние кои го напаѓале уставот. Значи, бранење на устав во една демократска држава може да биде со протести, кое е дозволено средство, мирни протести, да кажеме, протести, ама ова не беа протести, ова беа цел и намера имаше овдека да се случи она што не се случи. Со завршна цел прогласување на воена состојба. Дури тогаш ќе видиме... Тоа беше една од дилемите. Дали практично ова беше токму сценарио да се прогласи воена состојба за да се спречи преземање на власта од... Затоа потикнувам едно размислување кон оние кои се надлежни, што ја водат истрагата, и во тој правец да вршат проверки во другите институции. Значи, што се случуваше деновите пред тоа? Значи, сето тоа се индиции кои укажуваат на можноста за ваквото нешто. А верувате дека доколку беше остварено сценарието кој го предвидува, дај Боже што не се случи, значи во таква ситуација верувам дека Македонија нима немаше да остане. Ке беше во некоја граѓанска војна, меѓупартиска, меѓуетничка, меѓурелигиозна, што се немаше да се случи со Македонија. Искра консултиравте во меѓувреме адвокатска канцеларија, покренавте, отворивте предмет, ке барате одштета и од кого? Вака сега, официјално јас не сум поднела кривична пријава или не знам во таа смисла, меѓутоа да, отидов на лекар, се уште посетувам психолог, психијатар. Дури ми е тешко да зборам, јас се извинувам кога треба да се присетам. Да, секако дека се консултирав со адвокати, со правници, па дури ако сакате, еве новинарите имаат можност да контактират и со професори од областа на безбедноста и така натаму. Сдруженијето на новинари исто така на Македонија обезбеди правна помош за сите новинари. Во секој случај ќе ја барам правдата. Сега против когото е многу интересно, знаете, за жал правото и правдата не секогаш одат рака под рака. За се она за кое што ќе обезбедам валидни докази, што се признаваат како докази на суд, ќе покренам соодветна постапка против оној за кој што би имала докази. Дали ќе најдам за сите, дали ќе препознам ја некој, бидејќи еден од напаѓачите, например, беше што ме нападна, мене беше со знаме врзан, јас само очите му ги видов. Дали ќе го препознам, дали не, кога, како, дали ќе успеам додека не застари дело, не знам кога застарува. Кога ќе влезете повторно, кога се враќате во собрание? Да. Меѓутоа се обидувам да се сетам на убавите работи, да се сетам дека долу во бифе има многу убава храна, дека е многу ефтина. Не знам да се обидувам да отидам кај луѓето што се од службите, што ги знам, знаете што соработуваме подолго време, па нешто да се насмееме, да испиеме кафе, така. Меѓутоа особено велам кога вие ми се јавивте и сега професорот кога ме подсети, дури така додека чекавме тука со професорот вака малку се стресов, тоа е точно. Морници по телото, така. Да, меѓутоа видете, тоа е нормално, не е нормално човек да не се плаши. Како ќе се соочите со стравот, да за она што го имате преживеано. Па да, како ќе се соочите со стравот, тоа е друго. Година подоцна. Некогаш ми се случува кога сум уморна од работа или кога сум љута, да речем нешто така нервозна, кога ќе легнам навечер, па наместо да речем еве ако јас нешто сум љута со вас, јас нема да мислам зашто Кико, зашто вака, мене ми е криво собранието, мене ми се криви политичарите, знаете, и ме враќа се тоа затоа што некој тој политичар или ситуација или луѓе го дозволил да се случи тоа и едноставно, значи тој веројатно тоа незадоволство и тој без што уште веројатно тлее во мене. Цела среќа што добро го контролирам, го насочувам на таа страна и ми се враќаат тие слики. Професоре, беше ли ова
најцрниот ден за македонската демократија и дали ќе успееме да ги, може не да ги избришеме трагите, меѓутоа дали ќе можеме да ги елиминираме последиците од 27 април 2017 година. Значи, ова секако дека ќе остане, мислам, најцрниот ден, доколку не се повтори ваков друг настан или полош во историјата, а велам од кои причини не би требало да се повтори. Значи, од причини што истрагата се надевам дека ќе биде целисходна, ќе биде безпрекорна, значи ќе дојде до сите аргументи и факти што навистина се случи и дека сторителите, вистинските сторители ќе бидат вистински казнети. Меѓутоа, велам дека оваа фаза зборуваме за презумпција на невиност, затоа што ништо не е се уште доведено на некој голем степен на веројатност, додека не ги слушнеме пресудите, односно правосилните пресуди, не може да кажеме ништо. И затоа велам, не да е Боже да ни се повтори вакво нешто, затоа што сите вакви настани не враќаат со години назад во историјата, односно се подалеку и подалеку од ЕУ и од НАТО. Добро е што во моментов сега добивме чиста препорака, значи странскиот фактор препознава политичари кои сакаат земјава да изведат на вистинскиот пат. И тоа е добриот момент. Добивме и оценка дека се ослободуваме од квалификацијата за робена држава по извештајот на Freedom House. Така е, меѓутоа велам дека човековите права и слободи секаде мора да бидат многу поголеми и се надевам дека ова влада се стреми кон тоа и ќе го постигне, ќе ја постигне таа цел. Гледам дека во извештаите за слободата на новинарите полека напредуваме напред, бидејќи 2017 беше година, нели, дел на власт на една влада, претходно период на техничка влада со застрашувања. Затоа мислам дека само 2 места сме поместени. Ако вака продолжиме, значи без оние инциденти што се случија, нели, со новинарите околу Пајакот и така натаму, дека многу побрзо ќе стасаме во првата половина од листата на слободни земји во говорот. И она што се чувствува денеска е дека секој може слободно да го искаже своето мислење. Дали на телевизија, дали на Фејсбук, затоа што еве на времето додека бев во таа техничка влада, многу полицајци, многу колеги се жалеа за некој свој пост на Фејсбук, ако не му се допаѓа на предпоставениот, веднаш одите на дисциплинска. Значи имаше цел механизам, инструментариум кој ги следи Фејсбуци на вработените. Што е правилник, деловник во полицијата. Секако мора да се почитува, меѓутоа и почитувајќи го, тој сепак сте виновни затоа што, да кажеме, сте лајкнали на некој пост на Искра, а Искра некому не се допаѓа, сега ајде одиме на дисциплинска постапка. Значи веќе такви постапки се минато и се чувствува слободата. Или она што го велат бизнисмените, велат сега сме најслободни. Како сте слободни? Па са бајле станом и не мислам дека некој инспектор ќе ми тропне на врата од некој инспекција, колку ќе ме рекетира, како ќе ме рекетира, вика веќе тука ја чувствуваме она слобода. Секако дека многу треба да се поработи. Не очекува тежок пат. Непосредно пред да влеземе во студиото со пред нашиот разговор, премиерот Зоран Заев и претседателот на Собранието Талат Џафери од истото тоа место, една година подоцна, одржаа заедничка пресконференција заедно со сите останати претеници кои што беа повредени таа вечер. Јас предлагам овде да ги слушнеме нивните изјави, па ние некаде и да привршуваме со разговорот. Ајде, може. После година дена влегувам овде и атмосферата може би е исто на чувство кога се присеќаме на ситуација во која што во еден момент треба да мислиш за живот или смрт и во ситуација која на мониторот гледаш дека маса граѓани насилно влегуваат и мислиш дека според оно што е поставено системски не може да се влезе во собранието, колку и да има луѓе од надвор, и чувството дека некој од внатре тоа го прави е уште потешко. За жал, дознаваме после тоа дека тоа од внатре го прават наши колеги кои што делат иста судбина, кои што јадат и слеп. За жал, дел од тие што беа и се обврзани да обезбедат живот и работа на пратеници, избраници на народот и на службеници кои по работа се наоѓаат во собранието,
тие не се на ниво на својата задача. Јас можам да не им замерам, да им простам на сите кои што не беа на ниво на задачата. Само заради тоа да паметат дека од тогаш и натаму никогаш и никој да не помисли да го повтори тоа. Барем во време дотека јас сум председател на Собранието. Затоа што нема да се случи, да се дозволи такво нешто да се повтори. За разлика од тогаш, што вратите се отворија насилно, денеска, после годину дена, впрочем, како и за годину дена, вратите на Собранието се физички сами отворени за сите оние добронамерници кои што имаат намера да дојдат, да не посетат, да не подсетат, да не упатат во она што мислат дека треба да биде тек и обврска наша. Таа вечер, Домот на граѓаните, во кој се соочуваат аргументите, беше узурпиран од насилство. Наместо да ги отворат вратите на правната држава, за владење на правото, за новото време кое носи реформи и за легалните институции, тие ги отворија вратите на насилството, ги отворија вратите на пеколот. Тоа што се случи тој ден, на 27 април, се очајнички постапки на насилство. Денес, се уште не можем да прифатам дека некои од тие насилници, за да го реализираат нивниот монструозен план и намера, биле подготвени и за ликвидација на некои од членовите на Собранието. Да, почитувани граѓани, во нивните очи се гледаше зло, чисто зло и намера за одземање човечки животи. Тоа што се случи тој ден, 27 април, се постапки на ароганција, очај и алчност на оние кои беа решени да се задржат на власт по секоја цена, без чувство за последиците на нивните мрачни амбиции. Тоа не беше само напад против мене, против нас, туку напад против секој еден граѓанин на Република Македонија, напад на темелите на демократијата. Нивните постапки не беа само криминал, туку беа повеќе од предавство. Ја слушнавте изјавата на премиерот, неговата оценка е дека крајната цел било ликвидација на некои од претениците. Сосема за крај јас би ве прашал што очекувате од временска рамка кога би завршил процесот и дали тој би 10 години затвор колку што се заканува со обвинението ќе важи само за извршителите или евентуално и за некои од повисоките структури, односно нарушителите? До Искра или до мене прашањето? Еви 20-та колешкава го следи долго процесот, веројатно вака сега незината оценка и вие како експерт во таа област. Она што јас го очекувам, колку и да е чиста работата, еве нека бидат и само тие извршители, еве нека не се дојде со ова истрага и со овој случај до нарачателите. Во прашање се барем за сега само 30 луѓе. Тоа е сериозен предмет кој што колку и да е чист бара време. Во таа смисла не очекувам дека кој знае колку брзо ќе заврши, иако во законот за кривична постапка се има точно одредени рокови, меѓутоа сепак велам и да е најчиста ситуацијата, станува збор за многу обвинети. Во таа смисла значи ќе потрае. Зошто исто така велам дека не очекувам дека нешто многу брзо ќе заврши, затоа што еве гледате партиите дури и сега веќе почнуваат да се пазарат. Ќе се вратам во собрание, нели изјавата на председател на ВМРО ДПМН Мицкоски, кој што рече да ќе се вратиме во собрание, ама услов е да ги пуштите од притвор пратениците и така натаму. Што е директно загрозување на независноста на судскиот систем во земјава? Па не са директно загрозување, меѓутоа видете, легитимно е да се бориш се, дали е тоа етички, морално, меѓутоа политички легитимно е да ги потребиш сите средства што може би ќе ти донесат. Дали е са тоа уцена, да може би уцена кон Социјалдемократскиот сојуз, нели како најголема парламентарна партија, но еве да го ставиме настрана, во секој случај поради тие причини и овие што ги споменав предно, јас не очекувам дека кој знае колку брзо ќе заврши. Господин Пивоваров, очекувате дека
За решетки би се нашле некои од тогашните високи функционери на власт? Значи, тоа е прашање за тест на правната држава. Сакале или не, ние мораме тоа да го направиме за да покажеме и на домашната јавност и на светската јавност дека ние сме правна држава. Ако сакаме да имаме таков имидж, секако дека мора да се дојде до нарушителите, најлесно се доаѓа до извршителите и до оние кои го прикриваа кривичното дело. Во друга ситуација, сето би било пораст на демократијата во Република Македонија. Ја се благодарам за гостувањето во студио 1 на 1 ТВ. Благодариме за поканата. Дека вакви слики од законодавниот дом повеќе нема да се повторат. Никогаш, не дај Боже.